Македонија станува презадолжена земја. Надминате психолошкиот праг на јавниот долг од над 60% од бруто домашниот производ. Според официјалните податоци од Министерството за финансии, вкупниот јавен долг на крајот од декември изнесувал 7 милиарди и 135 милиони евра. За само една година бил зголемен за дури 652 милиони евра. Едноставно кажано, за само 12 месеци, владата го задолжила секој македонец за дополнителни 326 евра. Пресметките покажуваат дека за Македонија да успее да се раздолжи, секој граѓанин би морал да издвои по над 3500 евра. На големата задолженост предупредува и Државниот завод за ревизија. Според нивниот извештај од почетокот на пандемијата долгот е зголемен за дури 15% поени. Во 2017 година бил 47,7%, а на крајот од 2021 достигнал 61% од бруто домашниот производ. Во Македонија и други држави во меѓународни рамки како одговор на здравствено-економската криза не секогаш е обезбедено почитување на фискалните правила за управување со јавен долг и дефицит и има зголемување на нивото на јавниот долг. Во ревизорскиот извештај се наведува и отсуството на клучни процеси во управувањето со јавните инвестиции и ефикасното управување со јавниот долг. На ваквите загрижувачки податоци подолго предупредуваат и економските експерти. Професорот Зоран Ивановски за Алфа рече дека владата мора да води сериозна сметка за фискалните импликации на мерките кои ги презема и дека Македонија е веќе во црвената зона во поглед на задолжувањето. Моментите за бизнисот се прилично сериозни, имајќи во предвид кризата, неликвидноста, повисоките цени на енергенците и така натаму. Не сум сигурен дека сите ќе можат да издржат и да обезбедат оној фонд на плати кој е сега неопходен за обезбедување на минималните плати. Инаку јавниот долг беше една од главните критики на СДСМ додека тие беа во опозиција. Уште тогаш предупредуваа дека Македонија била пред грчко сценарио, иако задолженоста во 2017 година беше 4,7 милиарди евра, а во 2021 таа надмина 7,1 милиарди евра.